Një problem tjetër për komunitetin maqedonës në Golobërd është se fëmijët nuk kanë mundësi për mësimin e gjuhës anëtare maqedonase në procesin arsimor në shkollë. Gjuha e folur nga banorët në shtëpi dhe në zonën e Golobërdës është gjuha maqedonase. Fëmijët deri në moshën 7 vjeçare nuk e njohin gjuhën shqipe, e mësojnë kur shkojnë në shkollë. Deri tani ka shumë iniciativa nga komuniteti maqedonës në Golobërd për të mësuar gjuhën maqedonase si lëndë më vete në shkolla, por këto kërkesat të banorëve nuk janë miratuar nga institucionet përkatëse arsimore në Republikën e Shqipërisë. Ова се македончињата од голем острени кои научија да читаат, а пополеќе да пишуваат на мајчин јазик. По укинувањето на македонските училишта во областа Голобрдо пред 6 децении, овдека наставата се изведува само на албански наставен јазик. Сега за прв пат се случува тие да учат македонска азбука, правопис, култура на курсот што го спроведува македонската партија. Ме радува денес што и гледам среќни многу граѓаните на Голобрдо, што по 60 години го учат македонски јазик и писмо и печатните букви и ракописно. Барање децата да го изучуваат македонскиот јазик има од родителите. Челирим Толја има 4 дечиња, 3 од нив се меѓу оние кои веќе ги научиле буквите и читаат на македонски. А сите тие се пресреќни, во еден здив кажуваат што учат, што научиле. Оти дома го збориме мајчински јазик. Ако го збориме, треба да го научиме да пишат и да читат. Учиме буквите, да пеаме, да учиме, да пишуваме, све што. А дома како зборувате? Дома зборуваме ние македонско. Че свекој сега нека знае дека прваче сум јас. Звонче звони, а јас брзам на прчас. Свекој книга да си земе, дури има уште време. Да не лута, да не скита, нека седне да прочита. Жировница пуста останала, зар за мене невеста не мала. Ја имам 3 деца и одев на македонско школе. Курс на македонски јазик. За македонски јазик. И на моите деца има направено голем притисок овие нашиве ода што ја учат месушки. Предплатне, албански што учат, има направено голем притисок. Ќе го ставиме во школето, не ве поминуваме да ме. И големи и гледам оти се заплашени. Ама пак со моја грижа тие одат на школа, да учат школа. И тоа. Држава да ти помогне. Само момент. Нашите деца што се помлади, што учат на македонски јазик и те пеат при школи, им прават притисок. Оти учат на македонски јазик. Ова не е правото. Треба децата да учат на својот јазик. Оти тука нашите мали деца не знаат прво левот како се вика. А веле дека е леп, а на албански не знаат дека се вика. Јас сум наставник по македонски јазик за предавање на децата македонскиот јазик. Имав по почеток кога почнав да учам на македонскиот јазик за децата, имам некои 35 деца. Сега моментално имам 12-13 деца толку. Затоа децата се намалија затоа што има притисок од наставниците по албански јазик, одеа на училиштето, им праве притисок, ќе ви донесеме полиција, ќе ве тепаме, ова, тоа. И се децата се намалени од страв, само нешто друго. Не, тие си го имаја многу ќеф да си го учат македонскиот јазик, во толку време, малку, кратко време што дојдоа тие деца, доста да научи, ама се повлекува, не доаѓаат од страв, само од страв тоа. За децата имаме веќе доста проблеми до сега. Почеток добро почнавме, имаше доста што сакаат да учат таму. По притисоците од наставниците на албански јазик, од директорите и наставниците, до сега веќе многу се намали. Ќе го научите и го пишувате, ќе го кажете на вашите другарчина што се македончина. Дали ќе ги викнете и тие да во оваа школа да го учат? Да. Знаете некоја песничка да кажете? Да. Сакам да ја слушнам песната на македонски. Ајде, почни. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Од ове срце што со себе води, разговор ноќен во тревога песна. Два конца баре од срцето драги, едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди моничави таги,
другиот копнеш и свотел и стрбе. Па со нив вези одлична низа, песна од копнеш и песна од мака, кој што јас везам ленена риза, ракав за бела невестинска рака. Судбинско нешто се светлело за века, од двете нишки два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди вкрвена зора. Македонија, мајка си на Климента, на Наома, Гоцета и Јанета, и на сите што те бранеле, и на сите што те чувале, што те сакале и се радувале. Мајка си на војводи и херои, на печалбари и земјоделци, и на твои черки красни синови што умеле со рани да станат да те чуват, да те бранат. Мајка си ми моја најсакана, иако со херојство не се истакнува, но затоа умеам да те чувам и сакам, затоа Македонија од тебе те бакнува. Мислејќи татковина, кога мислам, тогаш си изразувам себе и се вкоренувам. Затоа ми зборува срцето, не баре скриена граница која од мене протачува кон другите за да ги отфати сите во дамнешното минато низ секој од нас. Излегувам од неа кога мислам татковина, за да затворам во мене како азна. Постојано прашувам како да се умножи, како да се прошири тој простор што го исполнува. Се роди, полињата се полни со злато, жито зрено, сонцето силно грет, пицата мило пет, тука народот со добро и љубов билка, тука е моето татковина, Македонија се вика. Притисоците во Албанија врз македонското малцинство не стивнуваат, имено како што веќе информиравме. Во намерата да се спречат курсевите на македонски јазик, образовната канцеларија во Булкиза испратила писмо до регионалната дирекција за порез Дибра и до тајната полиција Шиш, во кое барат да се прекинат курсевите по македонски јазик. Во писмото се вели, поаѓајќи од добиените информации од раководителите на школите и локалната самоуправа, како и потврдувањето на овие информации од страна на образовната канцеларија Булкиза, ви информираме дека во областа Голобрдо на почетокот во селата на општината Острени, а после во селата на општина Требиште, од физички лица без лиценци се одржуваат приватни курсеви на македонски јазик со учениците од школите. Лицата кои што одржуваат приватни курсеви на македонски јазик во спротивност со нормативните диспозити на предуниверзитетското образование и препораките на Министерството за образование на Албанија број 34 од 2.11.2009 година за организирање на активности во служба на учениците со предуниверзитетско образование се или Халилај, Едлира Ала, Елида Адили, Роланд Даути. Горе наведените лица не се вработени во секторот за образование на регионот Булкиза. Од наша страна е контактирано со локалната самоуправа и надлежните директори на школите за прекинување на овие приватни курсеви. Меѓутоа ви информираме дека во селото Требиште на општина Требиште и селото Пасинки на општина Острени продолжуваат со работа незаконските приватни курсеви на македонски јазик. Затоа бараме соработка и ваша интервенција за целосно прекинување на ова нелиценцирана активност, затоа што лицата, како што наведовме и погоре, не се вработени во образованието и представува тежок прекршок за законската регулатива што е на сила. Се истакнува во писмото што образовната канцеларија во Булкиза го испратила до регионалната канцеларија за порез Дибра и тајната служба Шиш. До испоставата на Шиш во Требиште, Курти тврди дека раководителите на училиштата и локалните власти од ова и од општина Острени информирале за отворање на курсевите по македонски. Се бара во акцијата да се вклучи и регионалната дирекција за порез од Дибра. За Македонска алијанса, коалициониот партнер на партијата на премиерот Бериша и за невладината Илинден од Тирана, овој притисок е неприфатлив, како што се неприфатливи се позачестените бугарски ставови дека во гора нема македонци, туку бугари. Ја кој што знам и мојот дедови и тие другите за бугари не ни кажувале нешто. А па ние навик имаме македонци. И никад не може да речеме бугари сме ние. Наспроти
Во организација на Македонското друштво Мост во Голобрдо, Албанија, собрани се 45 потписи од родители македонци од Требиште, каде бараат воведување на македонски јазик во основното училиште 10 покојници во Требиште, Голобрдо. Овие потписи заедно со барањето на Македонското друштво Мост на 11 јануари 2013 година се доставени до Канцеларијата за образование во Булќаза, која е надлежна за образованието во Голобрдо, до Дирекцијата за образование во Пешкупија и до Министерството за образование на Република Албанија. Председателот на Македонското друштво Мост, Бесник Хасани, кој е главниот иницијатор на оваа петиција за интернет изданието на весникот Македониум, изјави дека ќе чекаат да се произнесат надлежните институции на нивното барање и доколку не добијат позитивен одговор, решени се да се жалат кај сите албански и меѓународни институции за да се овозможи реализирање на ова нивно легитимно право. Ние во Голобрдо сме македонци, но нашите деца не знаат да пишуваат и да читат на македонски. И затоа ги собраме овие пописи. И ние чекаме да ни се одобри тоа од Министерството за образование, за да учат нашите деца на македонски јазик. Тирана и натаму молчи за барањата на македонците од Голобрдо и по 20 дена од поднесувањето на петицијата за воведување на македонски јазик во основното училиште во село Требиште. Надлежните институции останаа глуви. Од Македонското друштво Мост велат дека тука не застануваат. Барањето ќе го поднесат и до меѓународните институции во Албанија. Председателот Хасани вели дека изучувањето на македонскиот јазик е со устав за гарантирано право на малцинствата и е една од препораките на ЕУ за добивање кандидатски статус на Албанија. Ќе се жалиме до амбасадорот од САД што е во Тирана и до сите институции ОПСЕ и сите кои може да ни помогнат и до премиерот на Република Албанија. Околу 100 деца до прво одделение не знаат на албански јазик. Македонскиот јазик во Албанија единствено се изучува во Мала Преспа, 300 ученици во 2 основни и 1 средно училиште.